Неколку работи, прво ќе започнем од она што не е тема на амандманот, но извинете господине председавач, нема четврт минута да ви искористам. Велите го започнавте патот од Рачево до Јурумлари. Сериозна невистина, но тоа го тргам настрана. Тој пат и го проектираше и го започна претходната власт и претходните локални самоуправи. Не е важно. Да го тргнеме на страна, добро е, завршен е патот и тоа е во ред. За салата во Долно Лисиче, вие сносите одговорноста, вие ќе одите кај граѓаните и ќе објасните зошто нема ни проект за започнување, а да не збориме за некоја завршна фаза. И уште еднаш, спортски сали во училиштата не се во надлежност или не ги искуствено гради општината, еве како општина Аеродром, туку ги гради Министерството за образование или Агенцијата за млади и спорт. И тоа да го тргнеме на страна, не е тема. Се извинувам уште еднаш. Велите, го планирате, ја планирате оваа делница, планирате завршување на булеварот Борис Трајковски, па реконструкција на мостот на Маркова река и така натаму и така натаму. Низана ќе направиме, планираме во програма и така натаму и така натаму. Видете, за да нешто или граѓаните за да ви веруваат, треба да имате еден кредибилитет кој што е стекнат врз база на искуствени проекти кои што претходно сте ги ветиле и сте ги оствариле. Овој амандман не е нов амандман. И затоа граѓаните, еве и сигурно и ви имате јавувања, и јас имам јавување додека трае седницата. Не веруваат, затоа што овој амандман е истиот амандман кој што минатата година за буџетот за 2019 година ние како опозиција го предложивме. И тогаш истите говори и истите реплики од страна на владеачките пратеници тука ги слушавме. Ке го ставиме во програмата за 2019 година. Ке го направиме, ке го надградиме сигнализација. Сега слушам, и затоа не ви веруваат граѓаните, сега слушам аргументација, многу е тешко да се направи, па знаете, има дворови до патот, експроприации. Па добро, кога го ветувавте овој булевар или завршување на булеварот, не знаевте дека е тешко? Вие сигурно кога ја правевте програмата и кога велевте булеварот Борис Трајковски ќе биде завршен и ке граѓаните од овој дел на градот Скопје ќе имаат сериозен бенефит. Ви сигурно знаевте и гледавте, бевте на терен, дека тоа е тешко изводливо. Немој да мислите дека беше лесно да се направи од рампа до Пинтија булеварот. 3 пати градоначалникот Тројановски беше на терен со стопанствениците, каде што огромен процент од нивното земјиште беше експроприирано. Тој си знае како поминувал таму. Тој си знае. Представници на Министерството за урбанизам, за транспорт. Исто така. Не е лесно, ние знаеме дека не е лесно. Тешко е во опозиција, а да не зборувам за степенот на тешкост кога се работи за практицирање власт и задоволување на потребите на граѓаните. И затоа ние, вие не знам, не се сеќавам дали бевте пратени кога вие бевте опозиција, но ви велевме тогаш, на целосната тогашна опозиција. Не се проблемите решаваат преку ноќ. Потребите на граѓаните се огромни. Но затоа ние мораме, јас не велам овде, еве ќе се надобрзам уште еднаш. Јас давам предлог и да се видоизмени амандманот. Не мора да стојат толка број на средства, 50 милиони денари. Еве ќе го видоизмениме. Проект, според моите информации, за овој булевар или за оваа четврта фаза од булеварот има. Дајте да одобриме средства, кои што средства ќе овозможат да и во 2020 година продолжиме ние тука со интервенции во буџетот да се почне или да дојдеме до некоја фаза од изградбата на булеварот, но еве да почнеме ако има проект, а моите информации пак ќе повторам, велат дека има проект со претендерирање, тендерирање и така натаму, и тоа чини средства. Мислам дека ако ништо друго заслужуваме еден сериозен однос кон граѓаните. Или ако не можеме да практицираме власт, ако е тешко да се направи проект, ако е тешко да се изгради булевар, ако е тешко да се реконструира болница, училиште, да се изгради спортска сала, тогаш е редно па да кажеме луѓе, ние неспремни сме дошле на власт, дајте што побрзо и парламентарни, а зошто не и локални избори, така вети и премиерот после претседателските избори. Некои од градоначалниците не ја оправдаа довербата, но еве не гледаме одговорност од ниту еден градоначалник. Дури први се спомнува и градоначалниците на кисела вода и на аеродром, ако добро се сеќавам. Не е ништо страшно тоа. Се работи за потреби на граѓаните. Ако некој не може,
Многу е фер, искрено кон собствените граѓани да каже дека не може и да одиме на нови избори. Не го зборувам ова со доза на политиканство или на политика. Навистина го зборувам. Ви благодарам.